кажам дека ми представува особена чест и задоволство што во денешното издание на емисијата Одблиску со го имаме Драган Величковски Тајзи. Тајзи, пред се добре дојде во Битол, а ти благодарам што си мој денешен гостин во емисијата Одблиску со. Фала ви на поканата, многу ми е убаво Битола, посебно кога сум со вакви жени во емисија. Ти благодарам. Сепак нели битолчанки важат за да, го кажав тоа. Нели поубави жени. Верувам дека го делиш ти тоа мислење за битолчанки. Сите не се убави. Ја сум кажал во песна дека македонките не се најубави, но некако комановките битолчанките така не двојат. Така, сепак нели се држиш за твоите, за комановките. Така, целта на мојата емисија Одблиску со е се разбира мојот гостин што поблиску да го доловиме до нашите гледачи. Освен нели така повели. Освен нели оној професионален живот преку кој што сите ве познаваме, јас сакам малку одблиску како што кажав да ве доловиме. Она прашање без кое што не може да помине мојата емисија е како гостинот би се опишал сами од себе си. Нели полесно е кога другите те опишуваат. Не ве, кој е Драган Величковски Тајзи во неколку зборови, како би се опишал сами од ти? Па не знам дали во 2-3 збора. Во неколку збори. Ајде да не се ограничуваме. Не мора да зборувам и за себе, но можам да кажам што сакам, што имам од артистики и што сакам кај другите луѓе кои ќе гледам. Значи, сум искрен човек и сакам искрени луѓе. Сакам луѓе што шират позитивна енергија и сум човек што шири позитивна енергија. И сум човек кој не е роден да направи пари во животот, туку сум тука да направам нешто повеќе од тоа и се надевам дека сум на добар пат. Така, веќе го правиш, морам да признам, еве горди сме што ти имаме присутен на македонската музичка сцена. Она што ме интересира, верувам дека ќе ги интересира нашите гледачи, за твојот надимак Тајзи. Ете, зошто баш Тајзи? Од каде дојде тоа? Па вака, кога сум се родил бил актуелен Мајк Тајсон, боксерот, и сум се родил црно бебе, не знам, мислам и моите се црни вака луѓе, но бидејќи бил разберен, сум бил буцкаст како бебенце и Тајсонче, од тогаш уште од бебе онака Тајсон. У Куманово и ден денес знаат некој да ме каже Тајсон, но онака нагалено ме вика Тајзи и онака ми остана Тајзи и после си го потребив како уметничко име. Така, значи останете уште од мал па кај нас многу ретко се викаме на име. И Битола сум приметил дека имате многу Точно, значи битолчани се познати по своите прекари, ретко и да се знаат можеби меѓусебно по своето име. Би сакала да започнеме со твојата приказка на македонската музичка сцена. Ти започна од 2009 година, ако не се лажам, со групата 120 од родното Куманово, со твоите другари, со твоите пријатели. Еве да на почеток да кажеме збор 2 за 120. Каде се имавте настапи, ете тогаш во тоа време? Тогаш беа само во Куманово. Онака бевме онака екипа што дури немавме некои планови за војнина да направиме некои кариери во животот, туку онака многу слушавме хип-хоп музика и излегувавме на хип-хоп журки, идевме во Скопје, стално кога доаѓаа диџеи од странство и нашиве секако. И имавме голема желба кон сета таа хип-хоп култура, но секогаш сум слушал и реге музика, но тогаш бевме повеќе во тој фазон, да кажам, хип-хоп и пред се бевме добри другари, добра екипа соберени, пишувавме текстови, правевме музика, имавме неколку настапи низ Куманово, кои мислам дека повеќето беа хуманитарни, но имаше стварно многу народ и бевме изненадени како се до тоа. Уствари беа почетоците на некоја си, знаеш, кариера, да кажеме, моја, и стално кога седиме со нив се смееме и стално добивам коментари и некогаш и критики за новите песни, но и ден денес се многу добри мои пријатели, некои од нив се со мене екипа и ќе остане како добра спомен. И тоа и сега како го кажав и од другата емисија дека и периодот кога бев со Скипи ќе остане добри спомени. Така, сакав да го споменеме и тоа во секој случај, бидејќи ете македонската јавност повеќе ве позна токму преку тој дует, преку Тајзи и Скипи. Функциониравте добро навистина, имавте одлични песни, одлични хитови. Што се случи, зошто повеќе не сте заедно? Зошто се одлучивте за оваа соло кариера? Па, вака, како што кажав, тогаш не дека сега има многу спонзори. Така. И дека, не знам, тече мете млеко кај нас, сите знаеме како е во држава и сега некои луѓе може да мислат дека естрадата прави многу пари, не знам, пејачите прават многу пари. Искрено јас све што правам сакам да вложам во себе, бидејќи немам некои спонзори на годишни ниво, не знам, немам големи пари, иако мислам кариерата иде на напред, но во моментов и нема луѓе многу со кои можеш да соработуваш, но
сега сум благодарен на оние кои ми помогнале и сега и во ова време, но тогаш беше уште со поголема љубов бидејќи стварно немаше никој кој да ти помогне. Плюс и на приватен живот се дешава некои ствари што не си очекувал дека ќе се десат и посебно драг период со Скипи бидејќи онака искочиме и тоа беше ајде да пробаме, знаеш. Ајде да пробаме да направиме песна, ајде да направиме албум. Ние со 120 снимавме ке Скипи, така почна онака пријателство меѓу нас. И многу драг период, стварно имаме песни во време со над 3 милиона, над 2 милиона, 2,5 милион пример во време кога сами сме се правеле песни, спотови, сценарија за спотови, значи се целокупна организација, све сами. Сега после тоа ние немавме никакви договори, се работејќи како пријатели. Јас потпишав договор со Иноватива, он си продолжи со негова соло кариера, соло албум, јас мој соло, тие проекти ги имавме кога бевме заедно. Значи ние не сме биле вршени дека ќе работиме само како тајзи како Скипи, туку се работиме како проект. Но подоцна се раздвоивме и јас тргнав по мој пат, тој по својот, но искрено и тој самиот го знае тоа дека сме делеле и леп и кревет и пари и све заедно, така да некои работи во животот никогаш не се забораваат. Така, сепак останавте пријатели со Скипи, па зошто и во иднина да не очекуваме можеби некоја една соработка, никогаш не се знае. Пак соработка. Така, во секој случај. Откако ја водиш твојата соло кариера, на вистина си одличен, препознатли во меѓу македонките, меѓу македонците посебно, меѓу македонките би рекла, на вистина те обожаваат, морам да го признам тоа. Еве, ќе позборувам уште малку за твојата професија, потоа би сакала да ти поставам и неколку прашања за твојот приватен живот. На вистина твоите песни се одлично прифатени од македонската публика. Ти го имаш и твојот прв солистички концерт во Универзалната сала. Еве нешто околу тоа, како си задоволен ти од тоа, како помина концертот? Супер, искрено не дека не сум очекувал, верувам во својата музика и верувам во сите наредни проекти мои. Ми беше чудно на почетокот кога почува, имаше една многу убава реакција, знаеш. И кај нас дојде ретко за пејач, онака кој искочи млад, да има убави коментари и да се прави убав момент, бидејќи ние прво што правиме, ние хейтаме одма, знаеш. Сега некој си сака одреден жанр на музика што му се допаѓа и во ред јас сакам кога слушам различни мислења и многу поштувам кога некој на пример остави ја не му се допаѓам, знаеш. И мојата музика да не му се допаѓа, но многу сум задоволен бидејќи имам многу народ што ја поштува. Не само што ми пишуваат на Facebook, ја кајде се појавам од секој град, пример во дискотеките не влагаат лица испод 18 години, знаеш. И тоа се возрастни луѓе, ми приоѓаат луѓе што имаат по 50-60 години, тоа ме радува бидејќи не е една генерација. А најдраго ми е пошто зашто ме слушаат дечињата. Мислам онака дури дечиња што не зборат ќе ми кажат се буди и легнува со твои песни. И тоа ми е нешто дури онака неприродно нешто што ептен ме радува, знаеш. Мислам дека сум на добар пат, мислам дека ширам добра енергија, праќам некоја фина порака преку песните. Можеби смета некогаш што сум многу искрен, бидејќи некогаш сарказмот народот не знае да го препознае и мисли дека си се продал, мисли дека си се обоил. Не ми смета, бојте ме, нека црната боја ми стои и поубаво од другите бои. Така да ќе има уште многу време да некои од вас да хейтаат, а многу од вас да го поштуваат тоа што го работат. Така како што кажа, нели повеќе македонците, барем таков менталитет сме ние, повеќе да критикуваме отколку да го фалиме она што навистина вреди, она што го имаме кај нас. Колку тебе лично ти смета тие негативни критики? Дали ги прифаќаш, ете и критиките и советите? Убаво е кога ќе чуеш нешто што стварно држи вода, знаеш. Сега не зборам за Твитер, нели за смеење, секој се би тие мисли, окей, за сите, не само за мене. Нели во онака има емисии во Америка, мислам дека си ги читаат твитовите за себе и баш ми е окей, дури нека сам се смеам кога гледам. Но мрзам коментари од типот што не држат вода, знаеш, што не се ни за читање, не се ни за гледање, така не е мој живот никад. Ја искрено не знам дали нека сум напишал коментар на некој на YouTube. Ама окей, нивно право, нивен живот. Јас го правам тоа, секако дека не може сите да го сакаат, нели? Но некако ми е, не ми е ништо друго криво. Криво ми е што кога ќе доаѓаат, пример, јас сум многу за тоа секој пејач со својата музика, со својот жанр да си настапува и да си пее кај што сака во светот. Значи немам ништо против српска, онаква била ваква музика. Но некако нашите медиуми, нашиот народ, пример,
им сметаат некои работи деме што ги правеле македонци, а не им сметаат што Србија ја украа пола грчка музика, знаеш, и направија песни и пунат хали и концерти кај нас, знаеш. Значи, не сум нешто многу огорчен према тоа, но искрено мислам дека бесплатно емитување на телевизија, пример. Ние никаде не сме го имале. И ред други работи, пример. Да не збориме, да не критикувам сега што не ми се допаѓа, но едина работа, пример, да издвајам онака што ја имаат повеќе од нас. Но лично за мене задоволен сум. Морам да се заблагодарам на некои радија, пример што ме вртат редовно, Канал 7 посебно. Така, сепак нели поддршката е најбитна за секој изведувач, претпоставувам. Многу ти е драго кога не знаеш дека нигде не си дал пари, нигде не си дал човек да пушти му песна, направи му ова, нигде тато не оргирал или не знам кој. Значи, све е тоа од љубов и све луѓе што ја засакале мојата музика или мене како личност. И затоа и ја пуштаат мојата музика секако. Така, многумина те нарекуваат рапер, но но да кажеме дека ти пред се си реге изведувач. Сега раперите ќе почнат да псујат се. Кај си ти рапер? Така. Нема врска, има хип-хоп во тоа што правам секогаш некои песни, но посебно овој новиот проект пример што е воопшто не е рап. И ја неќам кога ме класифицираат како рапер, артист сум, знаеш. Правам музика, може да се каже дека е некој вид на R&B, но тука има денскол, има регетон, има во новиот албум многу скам музика, има многу наши инструменти кои ќе влезат на тој проект. Мислам дека има еден нов период од мене сега во овој новиот албум што си го најавив. Што истинно ќе биде промена од мене, но не драстична промена. Дадов све од себе за овој проект. Мислам дека стварно ќе ми се допаѓа на. Ете, кога веќе сме кај новиот албум, кога може да го очекува македонската музика? Па се мислев дали да го пуштам од јуни, не ми се готови скроз песните, но при крај сме. Така, колку песни ќе работиме со Ладар Цветковски и Иван Јованов, секако некои песни. Одлична екипа. Владимир Дади Ивановски ќе биде задолжен за повеќе од спотови од албумот, тоа е битолченец, ваш, многу добар режисер, значи човек кој е мој пријател. И ќе има повеќе од 10 нови песни. Работам некои песни на српски, не знам дали ќе ги ставиме на тој албум или ќе правиме друг. Работам некоја песни на англиски. Има интересни работи, мислам дека е нешто сосема ново од мене и онака ќе освежиме. Но нема да го пуштам во јуни, не докаже без вини. Најверојатно ќе биде во септември, ќе чекам да поминат избори. Се зезам да го средам како што треба. Ќе пуштам веројатно 2 песни со 2 спота пред лето и во септември, веројатно октомври ќе биде албумот. Се надевам и некој концерт. Така, очекуваме се што е ново од твоја страна со нетрпение. Кога сме веќе кај новиот албум, спомна дека ги има 10 песни. Она што ме интересира е дали на сите или можеби на повеќето се јавуваш како автор на текстовите, бидејќи знаеме дека ти си тој што си ги пишува сам текстовите и она што ме интересира е од каде ја црпиш инспирацијата. Па што знам, секако дека сакам сам да си го напишам, мислам дека и народот по тоа ме познава. Тоа се мојот стил, нели, некој мој правец што си го возам да кажам. И инспирацијата секако од секој ден од живот, во се ова во што живееме, нели, се што ни се случува во светот и негативни и позитивни работи. Сега пробувам да извлачам некоја позитива, барем во ритамот, барем во песната, бидејќи сепак тоа е музика, нели? Да не треба да е депресивна. Сега баш се потрудив за новиот албум, баш се потрудив да спојам некои жанрови, да спојам сето она што поминува нашиот народ и јас секако како дел од овој народ, бидејќи не избегав, тука сум дома, си е дома. И да ја пробудиме свеста можеби за подобро утре. Не сум некој што не сум гласник и што треба да каже дека треба да станеме и да креаме револуција, но сум човек кој едноставно на сите може да е порака и на македонците и на албанците дека не мора да одиме по тој пат кој сака да ни го нанесат некои луѓе што не треба сега да ги избориме, туку можеме преку соживот, преку музика, преку проекти, преку некои други, преку дигање глас, да кажеме јасно што сакаме и гласно, мислам дека ќе не чујат многу луѓе и ќе направат нешто за нас. Но секако тоа треба да се разбудат многу глави, треба време. Се надевам дека Македонија има посветла иднина. Така, мислам дека искреноста која што ја има преовладува во твоите песни, она што навистина допира до самата публика. Би сакала да се навратиме
не колку години наназад, еве кога ти беше дете, како беше тогаш тајзи, од кога љубовта кон музиката и дали е она што ти од секогаш го посакуваш или можеби кога беше дете мечтаеше за нешто друго? Чудна работа. Многу сакав кошарка, значи беше заѓавен мошарка, тоа е моја прва љубов и играв онака професионално и за репрезентација на Македонија, и за Куманово, и за Работички, за индите да не се љутат уште за Пелистер немам да играме. Значи, музиката си уште од рано детство, но не пеев, пишував само. Дури во средна школа имав проблем кога пишувавме писмени, професорката не ме веруваше дека сум ги напише. Ја имав дури кес македонски на време. Не си ги пишувал ти готово, добро, викам, се љутевме. И пишувањето, значи, одамна сум сакал да си напишам, дури кога дете знам дека имав некој дневник пишувано и такви ствари. Имав со музиката од 17-18 онака по-професионално да кажам, више почнеме да снимаме и да гледав дека можев да направам нешто и цело време се надградувам или мислам дека уште дури не сум на некој статус што сакам да бидам на некој левел. Работам на себе, се надам со албум со наредниот и ќе се случи тоа што јас искрено сонувам да се случи. Така, дај Боже, целта што си имаш замислено да ти се оствари што поскоро. Исто така, како што кажав, целта на мојата емисија од блиску со е да доловиме повеќе детали и од твојот приватен живот. Ајде уште малку. Еве, кога немаш обврски околу твојата работа, како поминува еден твој обичен ден? Колку време имаш тиете да излезеш на кафе со пријателите или да прошеташ некаде? Искрено, не дека не идам на кафе, пијам кафе, но многу повише обожавам кога искачаме у природа. Има околу Куманово едно место се вика Покино, се вика, не знам дали се слушнале. И така многу е у природа, многу е нависоко, ќе се земеме што ни треба, екипа ќе си така исчилава малце на природа. Сакам повише планина, езеро така да нема многу народ, бидејќи само си во гужви. На настапи си во гужви, на снимање си во гужви, цело време си во пат. Искрено највеќе ме спета тоа што се возиме толку многу и патиштава ни се добри. И значи битолата те смирува. Те полни со енергија. Да. Битола имате многу убаво кафанче горе на Пелистер. Имаме преубави места во Битола, во секој случај. Треба да дојдеш ете некогаш на подолго време, да останеш, да не е само за работа. Договорено, еве, давам збор. Ќе бидам добар домакин. Не сумњам. Така, во секој случај. Дали имаш некој хоби? Како што кажа, долги години играше кошарка, еве дали сега во слободно време? Значи сега по фудбалот си. Се трудам да не идам у тератана, некако ми е превише. Немам можеби ни време, некако не ми се креваат тегови овие години. Трчам да играм фудбал, се трудам да спортувам за да истрошам ова што се дешава сега на настапиве. И мора да држиме форма, бидејќи зимно време малку ќе се опуштиш, летно време кога ќе видиш томачето на мајца, ајде тренинг. Така, во секој случај се трудам да се хранам здраво, но не можеш. Па тоа ми беше и следното прашање, дали внимаваш на здравата храна или кога сум дома, да, а кога сум вака на настапи на турнеи, не знам колку можеш, сега се трудиш, но истина, некогаш знаеш како беше тоа? Ај со салатава да не испиеш 2 уза се. Здрава храна, мора едно узо 2 да испиеш и после продолжиш на вечер. Така е. Но се трудам, не. Шала на страна се трудам. Обожавам чаеви, обожавам супи, салати. А знаеш да си приготвиш некогаш сам? Да, живеев сам 5 години. 5-6 години сум живеел сам, така да се морав да научам. Сакам некој мора да научиш, така да дури некогаш онака со другарите ќе седнеме, ќе си направиме нешто за вечераме. И ќе плескаме сон. Одлично, навистина. Тајзи беше познат по твоите суканици. Еве, која беше причината поради која што се одлучи да ги немаш повеќе и дали можеби планираш во иднина да ги пратиш повторно? Сум размишljал да ги враќам, но некако, кога ќе помислам само, користам некој восок за сјај, за противни инсекти, за такви работи, кој ќе легнеш летно време да спиеш од тоа, човече, тоа е вака одека си мрсен. И ми се свиѓаат искрено и поштувам таков Растафарај начин на изразување, начин на живот, но се двоумам можеби за некоја година дека можеби пак ќе ги ставам, бидејќи си ги чувам дома.
Но жените викаат дека вака боле ми стоела косата, да симне вика шеширот да ми избрече вика брадата полва. Ја па не им верувам, викам добре вака. Така да може ќе станат цуканици за некој време. Така. Еве, верувам дека моето наредно прашање најмногу ќе ги интересира девојките по нежниот пол. Каков тип на девојка те привлекува тебе? Што е она што најмногу го сакаш кај една девојка? И сега онака мушки одговор. Очи. Жена не ќе кој ќе кажеш. Искреноста. Жена не ќе кој ќе кажеш дека изуви очите, бидејќи сите мажи така лажат. Што знам. Значи треба да си мене не знам дали сите мажи гледаат таму кај што гледам ја, но ми зрачи некако. Таа жена што ми се свиѓа, ми сија и меѓу 100, не знам, веројатно има нешто во очите, некоја енергија која мене ја привлекува. Секако дека сакам да изгледа убаво. Секако дека сакам да изгледа убаво, но не е пресудно, нели. Се дружам, излегувам со луѓе, се забавувам, така да пред све сакам да биде искрена и да не биде у филм, да не прати некои градски шеми кај треба да се пие кафе, кај треба да се вечера, неќем ова, неќем она. Сакам да се опушта на свој и едноставно нека да кажем ајде ваму, ајде таму, идеме кај што сакаш и да биде онака човек за тебе, нели? Така, колку тај си романтичен тип? Се уважавам и дома и кога сум сам да ми е така послабо, светло и сидно ролетна, кога кревам ролетна, па зависи до ситуација. Така, во секој случај, бидејќи полека по полека се движиме кон крајот на емисијата од дискусо, морам да признам дека некако многу брзо ми помина времето со тебе, ќе треба да закажиме уште една средба за повеќе информации. Така ветив дека ќе бидам добра домакинка во Битола. Кој е мотото кое што тебе те води низ животот? Живи брзо, умри стар. Што знам, имам повеќе мота. Имам една реченица која имаш испеано, не знам дали е негов текстот, дали е негова реченица, на Дино Мерин вика на врвот има место ако се крене од дното. И некако животот многу пати ме ударило онака баш добро. И после секој пат сум станувал, се надам и јас жестоко. И уште многу пати ќе паѓаме, уште многу пати ќе стануваме, но мислам дека со верба во Бог и со позитивни мисли, не само од моја страна, туку од многу луѓе кои делат моето мислење, пред себе и мојот бенд со кој работам повеќе време, и Спејко, човекот кој ми е добар пријател, кој соработуваме, кој ќе имаме соработки. Значи мислам дека сум опкружен со луѓе со кои можам да го реализирам тоа што сум го замислил. Така си благодарам премногу што беше дел од емисијата од Блиску со. На самиот крај ќе ти посакам многу успех. Ете, го спомнавме твојот нов албум кој како што кажах излезе за неколку месеци, дали јуни, дали септември, ете. Ќе очекуваме во секој случај. Така, само на самиот крај некоја порака до нашите гледачи. Битола. Бидете убави како што сте и се надам дека ќе имаме многу јак концерт вечер во Битола и да се видиме, да напуниме некој стадион. Мислам дека ќе имате и нов стадион, па да ви даде Бог да се напуниме. Ти благодарам.